Ова утро заедно со нас ќе биде нашата Слободанка и незиниот утрински гостин, професор доктор Андреа Арсовски, специјалист по градна хирургија, кој што ни доаѓа од клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Слободанка, добро утро. Добро утро, професоре, и до вас. Добро утро, Ирина. Имате навистина интересна тема за тироидната жлезда ке зборувате, тема која што не засега, мислам дека многу повеќе нас припадничките на понежниот пол, ама корисна е и за припадниците на посилниот пол. Повелете, ке ве слушам со внимание. Добро утро, Ирина, уште еднаш еве до тебе. Добро утро до сите наши гледачи. Да искористам можноста да ги поздравам и нив сите кои што ова утро не следите и ја гледате веќе темата и на вашите екрани. Ке зборуваме токму за тоа, за операцијата на тироидната жлезда. Ке ви посакам добро утро, докторе, и добре не дојдовте. Ке имаме интересна, како што кажа Ирина, тема, затоа што не засега, со оглед на тоа дека се почесто имаме проблеми со тироидната жлезда. Прво, добро утро и добре не дојдовте. Добро утро и на вас. Се надевам дека убаво не се чувствувате гледачи во студиото. Да, секако. Не, тоа ми е драго, за да може убаво да ни тече нашиот разговор. Пред да дојдеме до оперативниот зафат, што се вели на тироидната жлезда, на самиот почеток ние ќе направиме еден вовед во неа, или што значи и која е функцијата на тироидната жлезда. Тироидната жлезда е малечка, меѓутоа многу битна. Како пеперуче, така? Како пеперуче, да, со две крилца и еден спој, значи два лобуса и измус, дел кој што ги спојува двата дела. Се наоѓа на предната долна страна на вратот, прилично лесно достапна и за преглед, а за операција не е баш толку едноставна, заради тоа што се наоѓа во еден тесен простор на вратот, каде што има и многу други околни битни структури. Инаку, главната улога на тироидната жлезда, таа е всушност еден вид на командант на целиот метаболизам на човековиот организам. Толку едно мало нешто што го имаме тука. Така, меѓутоа хормоните што ги лачи се многу битни во регулирање на многу битни метаболни процеси во организмот, така да таа е многу битна нејзината функција и заради тоа сите тие пореметување на функцијата доведуваат до сериозни можности за нарушување на работата и на други витални органи. Како што е и срцето меѓу другите. Да, ајде сега тоа ќе го малку поразграничиме и пообјасниме, како што го споменавте, затоа што врши некои нарушувања во нашиот метаболизам. Кои се најчестите и кои се оние симптоми кои што ние можеме да ги забележиме токму од оваа тироидна жлезда која ќе започне да ни ги прави тие проблеми. Гледам дека вака, доколку кажеме нешто, имаме некогаш и такихарди, брзо чукање на срцето и така натаму. Велат, проверете тироидната жлезда или чувствуваме замор, немаме доволно енергија. Но вие ќе ни пообјасните подобро. Еве како вовет јас. Зависно од тоа дали се работи за намалување на функцијата или пак незино зголемување, значи и симптомите се разликуваат зависно од тоа какво е пореметувањето на функцијата. Оно што го спомнавте, срцебиење, замор, паѓање на косата, ослабување на аднексите на кожата, на ноктите. Од друга страна може, зависно ако е намалена пак функцијата, да се јави гојазност, да се јави тоа чувство на пореметување на тежината, на дисбалансот на самата хомеостаза на организмот. Меѓутоа, тоа се пореметувања кои што се, да речеме, манифестирани со тој вид на симптоми како резултат на пореметената функција. Меѓутоа, оно што е предмет најчесто и на хируршките заболувања, тоа се туморозните, односно чворовите на тироида, кои што по друга страна може да не даваат никакви симптоми, значи функцијата да биде во граница на нормала, меѓутоа да е пореметена градбата, тоест морфологијата на штитната жлезда. И тие симптоми најчесто се приметуваат, пациентот може да напипа некаков чвор или затоа што е прилично површна, воколку доаѓа до зголемување или формирање на некаков поголем чвор, може и да го примети самиот на огледало. Така да, како год да е, и морфологијата и функцијата
треба редовно да се испитуваат и заради тоа, ова што го спомнавте, веќе тироидејата станува дел од систематските рутински прегледи кои што се извршуваат на популацијата. Така. Сега ме интересира од ова што го истакнавме и ни го посочивте, дали има влијание годишната возраст за тироидната жлезда и за низината функција? И од која годишна возраст најмногу таа почнува веќе да покажува? Така, значи пикот на заболувањето на тироидејата се пак зависно од тоа дали се морфолошки или функционални, може да се јават во секоја возраст. За жал ја постојат и кај децата, дури малигни тумори на тироидејата. Може да се јавуваат тие пореметувања и до најдлабоката старост, меѓутоа пикот е во оној активен животен период помеѓу 20-та и 40-та година. 40-та. Кај дечињата како ги забележуваме, ева, кога веќе ги споменавме првите симптоми? Истите симптоми се јавуваат и кај децата, може да се појави кај помалите дечиња и пореметување во растот и развојот. Така да тие хормонални испитувања кои што би требало да се направат и прегледи, вклучително пред се и ехотомографскиот преглед кој што е едноставен, безболен, не бара никаква посебна процедура, меѓутоа бара искусни колеги кои што го работат тоа. Така. Колку на кој временски период треба да правиме контрола редовна? Па ако за да не дојде до поголеми компликации? Симптоми, тогаш како и сите други систематски прегледи, зависно од професијата, од возраста, на година до 2 години. На година до 2 години, меѓутоа од овие сега во моментов симптоми кои ги наброивме, можеби некој ќе се препознае, па ќе побрза да направи Секако, тоа е друго, зборуваме за асимптоматски пациенти. Но интересно е она што го кажавте дека функцијата на тироидната жлезда претходно нели ги дава симптомите, но кога има пак јазли тумор околу тироидната жлезда, па може и да нема никакви симптоми. Заради тоа на што ми дојде малку чудно, да. Да, знаете, некогаш здравиот дел од тироидејата, без разлика што постои некаков чвор, некаков тумор на самата тироидеја, здравиот дел на тироидејата го регулира тој хормонален статус, така да лачењето на хормоните може да биде сосема во граници на нормала, а да има некакво заболување на тироидејата кое што бара и хируршки третман. Така, еве сега веќе кога дојдовме, а и тоа и не е и насловот, да, за операцијата, хируршкиот третман на тироидната жлезда. Кога е моментот кога треба да се дојде до оперативниот зафат и зошто? Значи, се зависи од природата на промената која што постои во тироидејата. Во колку се тоа чворови кои што имаат бенигни карактеристики, димензијата, значи димензиите на тие чворови да се поголеми од 1 сантиметар, понатаму многу е битна хетерогеноста или хомогеноста на ехопрегледите. Во колку постои хетерогеност, во колку постојат калцификати, тогаш операцијата е пожелно и да се направи што порано. Знаете, кај тироидејата малку е проблематична таа пункциона биопсија, затоа што мора да се изведува со тенка ила, така наречена ФНАП. Со оглед на тоа дека кажавме е малецка тироидната. Не само што е малецка, туку е многу прокрвена. И во колку ја биоптираме со тие кори игли, може да настанат сериозни хематоми. Така да таа тенко иглена биопсија која што се прави кај штитната жлезда, всушност има една фалинка да во прилично голем дел од случаите не дава точни резултати, затоа што се зима многу мал примерок од ткивото. Така да процентот на точност е некаде 60 до 65%, така да имаме голем дел од пациентите кај кои што не можеме да се ослониме на наодот од биопсијата. И што правиме понатака, да? Прегледот, ехоколор доплерот е извонена метода која што ни дава многу убава визуализација. И појасна слика, така? И појасна слика, така да во колку постои хетерогеност, присуство на калцификати, хиперваскуларизација, значи зголемена прокрвеност од онаа нормална која што е и така веќе прилично обилна, или пак од лабораториските показатели во колку тироидните маркери тумор маркери се покачени, тогаш веќе без разлика што сме можеби
добиле резултат дека се работи за бенигна промена, сепак некогаш за тие условно речено бенигни промени може да се кријат и веќе почнување или развој на малигнитет, кој што апсолутно дека треба да се оперира. Така да индикацијата за операција, да одговорам на вашето прашање, е зависно од сите овие наоди и секако од искуството и на хируршката екипа која што тоа го прави. Меѓутоа, денеска се повеќе и повеќе се одлучуваме за хируршки третман на тие условно речено и бенигни промени, затоа што ние правевме скоро една наша интерна анализа, повеќе од 10% кај пациенти кај кои што сме мислели дека се бенигни промени, се нашол малигнитет. Така да, од друга страна, операциите се прилично безбедни, со современи инструменти и апаратура која што ја користиме, така да компликациите се многу поретки и заради тоа хирургијата се повеќе и повеќе е присутна во лекувањето на заболувањата на штитната жлезда. Што после оперативниот зафат со пациентот? Постоперативниот тек не е проблематичен. Не е така. Значи брзо доаѓа до опоравување, заради тоа што има дрен, ние најчесто ги чуваме пациентите во болница 2 дена, некогаш 1, ретко повеќе од 2 дена. И самото опоравување, значи враќање на работа, на секојдневните активности е многу брзо. А за да се надополнува функцијата, денеска постојат извонени лекови, каде што една таблетка, различна доза, дозата индивидуална, се зима наутро, така да пациентите сосема нормално функционираат. Значи сме имале и после оперативниот зафат. Секако сме имали млади особи, да речеме млади девојчиња кои што се оперирали, кои што се оперирани, а после тоа со ова надополнување на хормоните имале најнормална функција, се мажеле, раѓале, без никакви проблеми. Да, тоа е одлично што го слушаме, одлична вест. Така да субституцијата денеска навистина не е никаков проблем. Сакам да ве прашам еве некаде тука пред крајот овие минути последните да ги искористиме за оние кои што немаат потреба од оперативен зафат, меѓутоа знам еве јас и од мои пријатели нели како и да е, се пијат лекарства за тироидната жлезда. Ајде да го појасниме малку и тој момент, а не е потребен оперативниот зафат. Значи, воколку имаме дифузни функционални пореметувања, тогаш нема никаква потреба од оперативен зафат. Тоа го третираат интернистите, ендокринолозите пред се и специјалистите по нуклеарна медицина. И зависно, ако имаме зголемена функција, тогаш таа треба да се супримира. Постојат лекарства кои што се даваат при такви ситуации. И обратно, ако имаме намалување на функцијата, тогаш се дава препарат кој што содржи тироидни хормони и дозирањето, пак ќе кажам, тоа е индивидуално, меѓутоа се врши тоа балансирање на дозата и у принцип може да се контролира функцијата. Ретки случаи постојат кога не може да се контролира тоа пореметување на функцијата, тогаш доаѓа во предвид и кај функционалните нарушувања хируршкиот третман, но тоа се по принцип поретки состојби. Така, и за крај да ве прашам како ние да ја заштитиме, да ја штитиме тироидната жлезда, постои ли некаков начин, се надевам, и совети од ваша страна? Во принцип, функционалните пореметувања немаме како да ги штитиме, мислам да ги превенираме, меѓутоа треба да ги контролираме, да ја контролираме тироидејата, незината и морфологија и функција, за да се открие во почеток. А оне што можеме да го спречиме, тоа е експонирањето на јонизирачките зрачења, кои што дефинитивно имаат представуваат голем значаен ризик фактор за појава на тироидни карциноми. Така да во зоните на разни нуклеарни хаварии, уште Втората светска војна од бомбардирањето на Хирошима и Нагасаки, а веројатно загадениот воздух не знам до толку, меѓутоа осиромашениот ураниум кој што бил присутен во овој регион. Тоа статистиката покажала сигурно. Значи тоа се јонизирачките зрачења се докажен ризик фактор за стварање на тироидни карциноми.
Ви благодарам многу што одвоивте време да бидете дел од нашата утринска програма и вака на убав начин да појасниме многу повеќе за тироидната Благодарам и на вас. жлеза, но кажавме дека е лесен сега оперативниот зафат и дека пациентите за многу кратко време се чувствуваат И затоа, нормално. кога треба, не треба да го избегнуваат. Така, благодарам уште еднаш и да, Ирина, ние тука завршуваме со разговорот. Ви благодарам, Слободанка.